оваа мрежа мислам дека може да профункционира и се увиде дека јазичната бариера не постои, дека можеме заедно да соработуваме и веќе се покажа на Facebook страницата која беше отворена, почнавме ние нашата комуникација да направиме, да работиме и да увидуваме кои се активности, да кажеме, на владините организации од другите држави или да кажеме од Македонија ги работат. Тоа е еден добар гест каде што овие мрежи понатака би требало да функционират и да работат, да не биде кod другите со само завршување на проектот, завршување активностите на мрежата. Мислам дека има каде да се најдеме, има доста фондови што се нудат од Европска унија. Благодарение, да кажем, имаме и две држави кои се веќе членки во Европска унија, тоа е Бугарија и Румунија, каде што они веќе имат подобар пристап до тие фондови, за разлика, да кажеме, од Србија и Македонија, но сепак по партнерство, да кажеме, може да се аплицират слични меѓугранични проекти и програми, кај што преку разни програми може да има таа соработка. И од друга страна, добро би било да оваа мрежа профункционира и да проработи, да биде под закрилје, да кажеме, на некои фондови од Европска унија, каде што ќе функционира и ќе биде видлива, затоа што овдека има организации кои се активни, кои се многу блиски до народот, кои покажуваат ефекти. Се увиде дека овдека имаме членови кои се представници во самите институции во своите држави, кај што можат пак исто така да лобират за нас и мислам дека ќе биде многу видлива надвор од своите граници, доколку, да кажеме, станеме под закрилје на некоја институција од Европа. First of all, we have been able to assist a large number of families in solving their legal problems. This made a big change for their lives. Now, with our assistance, they can access different rights. They can live a better life. Particularly in Serbia, we helped a number of Roma families who came from Kosovo as internally displaced persons. And through that experience, our organization learned a lot. We have expanded the area of our work and established very useful contacts with our colleagues from Romania, from Bulgaria, from Macedonia. We also gained better insight in the issues of Roma in the region, which we didn't have before, which I find particularly useful for our future work and collaboration with organizations that we have met in this program. Altogether, this has been a very useful experience for us. We have many new ideas how to continue our work, and I'm quite sure that we will continue what we have just started in the future. Мислам дека е клучно тоа што во последниве неколку години јавната администрација во Република Македонија добива голем број на обуки, со тоа што би требало заедно со граѓанските организации дел од тие обуки да се, на иницијатива на граѓанските организации, дел од тие обуки да се фокусираат на дискриминацијата и на посебно на положбата и на состојбата со ромското население во Република Македонија. На тој начин тие државни службеници кои што работат конкретно во директен контакт со ромското население ќе имаат можност да ја увидат ситуацијата и проблемите со кои што се соочува ромското население во Република Македонија, и на тој начин секако ќе снајдат сили да најдат разбирање за нив и што повеќе да им помогнат. Во овој момент не можам да кажам дека немаат разбирање, меѓутоа има одделни случаи поединечни каде што таа дискриминација на тие државни службеници во државните служби е видлива најчесто со тоа што не сакаат да се замараат, така да речеме, со луѓето кои што доаѓаат да барат, например, лични документи, издавање на лични документи. Тие го ќе видат дека од ромска националност веднаш го упатуваат во некоја од ромските организации како што е ДАЈА, бидејќи тие можат да му помогнат во пополнување на апликацијата. Всушност тоа е работа на државниот службеник. Посебно ме радува тоа што веќе има и видливи резултати на полето на вмрежување, на нетворкинг, бидејќи
Организацијата ДАја од Македонија и Новосадскиот хуманитарен центар веќе од поодамна, веќе пред половина година или пак година воспоставија тесна соработка конкретно точно за издавањето на лични документи на оние лица кои што се принудно раселени од Косово или од Македонија па живеат во Србија. Тука се најде едно поле за соработка кое што натаму продолжува, а сигурен сум дека и по завршувањето на овој проект дека и понатаму ќе продолжи. За тази една година, в която мобилната правна клиника във Варна работи, постигнахме изключително много. За тези, които работят в сферата на застъпничеството, това, което направихме, е изключително, защото само за една година ние не само идентифицирахме един проблем, който не мога да кажа, че е съществувал тогава, когато ние сме го забелязали, просто ние на висок глас го произнесохме и започнахме да работим за решаването му. Когато започна правната клиника, се оказа, че много хора, предимно от ромската общност във Варна, нямат документи за самоличност. На пръв поглед, някакси всички, обществото и администрацията, като че ли не го препознаваха като голям проблем. Някакси не можеха да разберат какво стои за това, да не можеш да се легитимираш като гражданин на своята държава. Благодарение на изключително упорита работа постигнахме промяна в закона, защото всички тези промени, които се случиха с промяната на закона от 5 юни, с гордост мога да кажа, че тръгнаха от Варна и са благодарение на изключителния ни труд в тая посока. Кръгли маси, срещи с администрацията, застъпничество за промяна на законодателството, показване на човешката страна на проблема, най-вече в така чрез филма, който направихме във Варна, в двата ромски квартала, в които работим, Владислав Варненчик и Максуда. Показахме човешките съдби, показахме проблема в истинското му лице. За мен постижението не свършва с промяната на закона. Тепърва нашата работа започва. Започва истинската работа по снабдяването на хората с лични карти, защото промяната на законодателството даде един добър старт на нашата работа. Така го виждам аз. От тук нататък вече сме ние. С нашите действия, с нашата упоритост, това, което трябва да направим, е да работим още по-усилено с администрацията, за да въведе в действие този закон и в крайна сметка да постигнем конкретните резултати, които хората очакват. Защото обикновеният човек, който няма документ за самоличност, не може да разбере нашата работа. Той я вижда, когато види практическия резултат, т.е. личната карта. Така че вече примахнахме пречките. Много се надяваме от тук нататъка да имаме възможност да работим по този проблем и занапред, да им помогнем наистина да получат личните си карти. За контактите што ги остварив со представниците од другите држави, се надевам дека тие контакти ќе бидат корисни во некое време, дали во користење за ширење на информации или некоја помош, а додека самото искуство од регионалните средби, тоа е она што доаѓа до размена на информации и општата состојбата и проблематиката на ромите во тие држави, со што ти се запознаваш. Како што знаеме, ромите во сите тие 4 држави се наоѓаат во тешка ситуација, во социоекономска ситуација, што доаѓа до едно недоволно информирање за нивните права. И тоа е она што правните клиники доаѓаат тука како една голема помош за помагање и за добивање на информации за своите човекови права. Nije mi teško da budem lider, zato što imam jako veliku podršku porodice, prijatelja i svojih saradnika. Najveći problem kod nas u Srbiji sa kojim se suočavam jeste obrazovanje. Znači, ja radim u obrazovanju i mi radimo na tome da deca od malena shvate koliko škola znači i da shvate da treba da izađu iz tog romskog naselja, iz siromaštva. Znači, borimo se da se integrišu, da se školuju, da imaju sutra svoje obrazovanje i svoj posao.
Da, mislim da kad bismo prevazišli diskriminaciju i segregaciju, mislim da bi postojalo više, da bi Romi se više obrazovali i mislim da mi smo za integraciju, a ne za segregaciju i za diskriminaciju. Овој проект многу овозможи на нашите сограѓани да дознаат многу информации за нивните права. Им овозможивме да ги информираме со адвокати надвор од нашата организација, каде што им ги кажуваа законските права, каде што адвокатите имаа можност на институциите директно да им кажат за правата на граѓаните. Ова канцеларија исто така овозможи на граѓаните слободно да доаѓаат и за било кој проблем да се обратат кај нас и да им помогнеме. Се надевам дека во блиска иднина ќе продолжиме да работиме за да им помогнеме на нашите граѓани, а и да продолжиме со државите што бевме 2 години во мрежа, да соработуваме и да размениме искуство во работа. We interfered in cases such as Baia Mare against the municipality of this city in Romania. Municipality which has decided to build a wall to separate 2 blocks where Roma people live, to separate them from the rest of the community. And municipality which has also decided to evict Roma communities and move them in improper housing without providing proper alternative housing solutions for them. Even more, moving them in a toxic area, in the building of a former place where chemical substances were being treated. We decided to interfere in this case because we believe that allowing a mayor to build up on his political campaign using anti-Roma methods to attract voters is a very dangerous precedent, and we are sure that he will set a positive example because after he had this campaign promoting anti-Roma methods, promising to the people living in Baia Mare that he will get rid of all the Roma communities because they are dirty and they look very, very bad for the city. After he promised that and after he started implementing these promises he had, he was voted and he received 84% of the voters for this city. So he won the elections for the municipality this year again. We believe this is a very dangerous precedent and this is why we try to struggle with that. Mislim da je ovaj regionalni trening dobar za sve nas. Na prvom mestu zato što okuplja mlade romske lidere iz 4 zemalja. Nas povezuju slični, ali donekle i različiti problemi. Dobro je to što će uglavnom i romske organizacije iz malih mesta doći do izražaja. Uglavnom će i neromski stanovnici biti upoznati sa tim šta je ono što romski narod radi i za šta se bori. Uglavnom, kroz sam taj naš rad primetit će i da nam je potrebna pomoć i još nekih nadležnih institucija, resornih institucija, a bez kojih mi ne možemo. I mi njima možemo biti partneri takođe. Diskriminacije, pa to je jedna od prioritetnijih tema, da kažem prioritet prioriteta. Nama je potrebno da znamo koje su to tehnike, kako da se borimo protiv diskriminacije i koji mehanizmi pomažu. One of the huge successes of this program, and I think there are many, are that we've helped many people get just the basic personal documents that they didn't have before. It's something I don't think we really think about in the United States, but if you don't have access to personal documents here, you're invisible. You can't work, you can't get health insurance, you can't get social welfare. And the Bulgaria team here did a short video about how
in some Roma communities without identity documents, the people are afraid to even leave the village. So if you can imagine the idea that you are stuck for the foreseeable future in your village, you can't leave to do anything because you're afraid you'll get arrested or fined, and you can't afford to pay the fine. So it's been very exciting for me to see that type of a system. Аз много бих искала един ден всички да се събудим и така проблемите на ромите да бъдат решени кардинално, но за жалост мисля си, че този утопичен ден най-вероятно няма да настане скоро. И както тук казаха още в първия ден на регионалната среща, предстои много работа и от тук нататък, и това ще бъдат едни малки стъпки. Малки стъпки, които ще правим всеки ден. Надявам се да ги правим в партньорство, тъй като, както видяхме, повечето от проблемите са сходни на Балканите и вероятно има място, в което да си сътрудничим доста полезно. Срещите показаха, че ние успяхме да привлечем едни добри адвокати и застъпници за каузата. Във всички държави на практика омбудсманите, институцията на омбудсмана застана зад нашия проект, беше тук на място да отговаря на въпроси и надявам се, че те също след участието си в нашите срещи са започнали да мислят малко повече за този проблем и действително да търсят негови решения. Знаете, че посолствата по места са зад гърба ни. Знаете, че политическите съветници са хора, на които можем да разчитаме, и тази мрежа и контакти и влияние би могло също да ни бъде от полза и в бъдещата работа. Но разбира се, най-големите герои на тези регионални срещи на проекта сте вие, и не случайно всички вие сте на плаката, на който всеки от нас ще вземе днес за спомен. Никога не забравяйте, че всеки един на този плакат е партньор, с който можете да работите в бъдеще и на чиято помощ можете да разчитате, защото винаги, когато сме повече, ще можем да се справим с проблема. Тъй като това е мисъл на Ралф Сокман, исках просто да я кажа такава каквато е. Тоест, теста за кураж се вижда, когато си в малцинството, а пък теста за толерантност се вижда, когато си в мнозинството. Пожелавам на всички ни да бъдем много смели и много толерантни в работата ни. Благодаря на всички за участието и лек път към България, Македония и Сърбия. Diljano mome Diljano, podarili se ubavo, ubavo kako sonce to i kako nebo to na Balkanot. Balkanski momi grad, balkanski momci pejat, od srce mamo talenti, sakamušte malku pamet. Diljano mome Diljano, podarili se ubavo, ubavo kako sonce to i kako nebo to na Balkanu. Ja kroz Bosnu ne pjevam, kroz Srbiju ne sviram, kroz Hrvatsku ne igram, ne pravam ništo, to ovo Makedonija.